Да, останете со нас, ова беа темите што ќе ги третираме до крајот на денешната емисија. Она што навистина е интересно за нашиот прв гостин во денешната емисија е тоа што кога се слушнавме на телефон и кога го поканив да биде денешен гостин, рече што и нас селските градоначалници не викате во емисија, во програма на градови. Ми остана само да се поднасмеам, а ќе кажам уште нешто. Тој е градоначалник на една од најголемите, ако не и најголемата општина во Македонија по територија, но за жал, каков апсурд, и на општината која што има најмалку жители или една од општините со најмал број на жители во Македонија. Но тоа не значи дека нема за што да зборуваме. Уште еден интересен факт. Токму во оваа општина се наоѓаат двата најголеми стопански субјекти, објекти во државата. Станува збор за Рек Битола и за земјоделскиот комбинат Пелагонија. Му велам добар ден и добре дојден на Стефче Стевановски, градоначалник на општина Новаци. Добре дојдовте. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата. И убавата најава што. Јас ви благодарам. Ништо не излажав во најавата, се што кажав беше така. Многу ми е драго што дојдовте денес во емисијата и би почнала токму од тоа. Градоначалник на една од најголемите општини по територија, но со најмал број на жители. За жал. За жал. Општина Новаци, како што кажавте, е една од најголемите општини во Македонија по територија и зафаќа површина од близу 800 км квадратни. Се распространета на југозападниот дел од Македонија, скоро на цела површина се граничи со Република Грција. Општината е богата по природни богатства, по течението на река Црна во рамничарскиот дел е на најплодните почви каде што се обавува и земјоделското производство, значи една земјоделска општина. Добар дел од општината ни е распространета во Рицко-планинскиот, Мариовскиот простор, предели, каде што за жал многу ретко населена, а имаме идеални потенцијали за развој на рурален туризам, на нови модели, типови на туризам, на сточарството и на еден куп гранки од стопанството. Меѓутоа, во моментот послабо населен простор од нашата општина и држава. Кога сме кај стопанството, јас би го продолжила разговорот со индустриската зона која што ја имате во општина Новаци. Јас ги спомнав двата најголеми субјекти кои што се на вашата територија, значи Рек Битола и ЗК Пелагонија, за да се врати населението. Или, ако не може да ги вратиме, барем да ги спречиме младите да си одат. Мора да имаме услови за работа, значи да бидат вработени, мора да има инфраструктура современа, соодветна, се разбира, и понатаму објекти за образование и за детски градинки за чување на децата. Кога сме кај стопанството, што се случува со индустриската зона која што е на ваша територија? По состојањето на позицијата градоначалник на општина Новаци пред година и пол дена се зафатив на овој комплексен проект, што значи економска зона која што ќе биде во склоп на опфатот на Новаци, што ќе се занимава во иднина со лесна индустрија, незагадувачка индустрија, на површина ќе биде во почетната фаза од околу 20 хектари и можам да кажам дека имавме големи проблеми во целокупната документација во овој период од година и пол дена. Бевме активно вклучени сите ние како чинители, јас како градоначалник и мојата администрација во решавањето на овие проблеми. Можам да се пофалам дека во овој момент се наоѓаме во некоја напредна фаза и за брзо време се надевам дека површините, односно парцелите кои што се наоѓаат на оваа индустријска зона ќе бидат спремни за продажба на идните потенцијални инвеститори. А такви ги имаме и заинтересираноста е голема. Што ми беше идејата на овој проект што сакавме да го реализираме, како што споменавте, значи целта беше да направиме нешто што е можда во наша моќ и можност да ги задржиме нашите млади луѓе, да не се иселуваат или да размислуваме во иднина, да стремиме да тие млади луѓе се вратат на своето огниште, да не заминуваат по светот и да ја бараат екзистенцијата во други земји. Целта е конкретно таква, да направиме услови за да работат, за да формираат семејство, за да можат да обстојуваат и екзистираат на тоа подрачје, кое што нуди потенцијали за нормален живот.
Исто како што споменавте, инфраструктурата можеме да се пофалиме дека ние на добро ниво, работиме да ја подобриме, да стремиме кон новите вредности за помодерен живот и на луѓето кои што живеат во руралните подрачја. Станува збор во овој период за изградба на улица во состав на индустријската зона, токму за да се подобри покрај таа индустријската зона, која што ни е во фаза на одобрување. Во овој момент работиме на проект улица која што ќе води и ќе обиколи индустријската зона со сите критериуми кои што ги налага законодавството. Имаме аплицирано на проектите кои што се од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски, при крај сме со подготовката на проектната документација и се надевам дека до крајот на оваа календарска година ќе отпочнат градежните активности за реализација и изградба на таа улица. Так, го споменавме и тоа дека е многу важно во една општина за луѓето, за младите да сакаат да останат тука да живеат, да има детска градинка, да има училиште каде што ќе учат децата. За среќа во Новаци. Има како населено, најголемо населено место во општината. Во каква кондиција се и градинката и училиштето, колкав е капацитетот, а со колку деца во моментов располагаат? Можам да се пофалам дека и градинката и училиштето ги имаат сите услови за нормално одвивање на наставните процеси и образовни процеси. Имаме едно централно основно училиште и неколку регионални во поголемите населени места. Скоро сите училишта не ги задолуваат сите услови за нормално функционирање и одвивање на наставата. Исто и градинката ни е во добар капацитет, таа е нова, има најдобри услови за престој на најмладите наши луѓе, на децата, и можам да се пофалам дека ги имаме сите добри услови, меѓутоа, за жал, од година во година ни се намалува бројот на учениците, што е алармантно. Во овој момент имаме околу 220 ученици вкупно во целото подрачно основно училиште, што од година во година има тренд на намалување. Па, веројатно така и во сите училишта во државава, за жал. За жал, така и во Скопје се случува. Меѓутоа ние како нов млади политичари, млади луѓе кои што сакаме да направиме и да принесеме за развој на нашето општество и окружување, ќе стремиме за тој тренд го намалиме и од година во година да ни се зголемува бројот на ученици во нашите училишта. И децата да не ни заминуваат од држава. Да, апсолутно. Така. Претпоставам дека се подготвуваат и училиштето и градинката за новата учебна година, станува збор за некакви реконструкции, за доуредување. Да, па имаме некои ситни мали проекти кои што треба да ги доредуваме. Во основното училиште во летниот период, знаете, имаме внатрешно преуредување, молеро-фарбарски работи и така натаму, тоа ќе го средуваме. Имаме подготвен проект за надворешниот дел од училиштето, каде што сакаме да ја направиме термоизолациона фасада, со што би заштедиле енергија и би ги градиле новите трендови на функционирање. Тоа ќе биде во наредниот период, можеби во текот на оваа календарска година да отпочнеме со реализација на овој проект. За среќа во општина Новаци има многу плодна почва, без разлика што имате делот од општината ви го зафаќа и Мариово, делот кој што е речиси ненаселен, но делот од општината зафаќа и Пелагонија. Како им помагате на луѓето кога станува збор за земјоделието, за тоа да можат сами да произведуваат храна не само за себе, туку и за продавање? Па еве, во минатата година и полдина направив неколку мерки во насока на субвенционирање на нашите жители, меѓу кои беше и една така непопуларна мерка, меѓутоа за нас доста интересна. Сакав да направиме, да им субвенционираме на нашите жители да можат да си произведуваат храна за собствените потреби во собствениот двор. Па направивме таква мерка, каде што субвенциониравме дел од купувањето и изградбата на пластеници, мини оранжери за производство на храна за собствените потреби на нашите луѓе. Имаше ли заинтересирани граѓани? Па релативно добра беше заинтересираноста. Неколку што очекувавме, меѓутоа во рамките на
можностите, луѓето се пријави, имавме. Знаете што првиот чекор е секогаш најтежок. Секогаш е најтежок. Верувам дека ако и следната година понудите вакво нешто, можеби ќе биде бројот на заинтересирани и поголем. Се надеваме. Јас имав и други идеи за субвенционирање на нашите земјоделци, како што рековте дека ние се наоѓаме во Пелагонија, најголемиот дел од жителите ни се занимаваат со земјоделско производство, претежно житните култури, пченицата, јачменот, пченката и дел од индустриските култури. Сакав да субвенционираме и во тој дел на земјоделското производство, меѓутоа причината која што не можеме тоа да го направиме беа законските ограничувања кои што не ни во оваа фаза на децентрализација на локалната самоуправа не ни го дозволуваат тоа, па ќе почекаме некои подобри времиња да можеме и ние како локална самоуправа да субвенционираме на нашите земјоделски производители. Така. Кога станува збор за општината Новаци, мора да споменеме дека вие во вашата програма пред да станете градоначалник ветивте дека е можно на територија на вашата општина да се изгради и регионална депонија за тој дел од Македонија, докаде е изградбата на депонијата. Се разговарали воопшто на таа тема? Се разговара и во овој момент се интензивирани разговорите на таа тема. И впрочем и ние како држава мораме да размислуваме во насока на подобрување на условите за живот на луѓето и екологија и целокупната свест, имајќи предвид географската положба на општина Новаци и тоа што во рамките на нашата општина е Рек Битола, најголемиот електроенергетски комбинат, кој што има копови, кои што се веќе експлоатирани и искористени, и добро подлога и почва каде што може да се изгради таква модерна регионална депонија со сите европски стандарди, која што ќе ги обслужува сите општини и ќе има економски интерес и бенефит за нашата општина. Практично вие тоа би го направиле на почва или на земјиште кое што е веќе неупотребливо за ништо. Веќе деградирано, неупотребливо земјиште, меѓутоа треба депонијата секако да ги задоволува условите кои што ги бара европското законодавство. Се надеваме дека и така ќе биде, с него комуникација со сите политички чинители во државата. Ние, како општина, ја прифативме, понудивме неколку услови, меѓу кои да се изгради нова патна делница, која што ќе ја поврзи оваа регионална депонија. С нена пат интензивирани се комуникациите, се надевам дека во текот на овој мој мандат ќе отпочнат градежните работи. Како што рековте, да, беше ветување моја во изборната програма и стојам за тоа дека ќе изградиме модерна регионална депонија која што ќе биде со сите стандарди, а нема да биде како ова постојаната која што имаме на подрачјето на Мегленци, која што впрочем не е депонија, туку едно ѓубриште кое што не загадува секојдневно. Деновиве актуелно е граничите со општина Битола, иако животните, особено кучињата скитници, не разпознаваат меѓуопштински граници. Во Битола имаат голем проблем со кучиња скитници, десетици жалби и тужби од граѓани каснати од кучиња. Каква е состојбата во општина Новаци? Во општина Новаци состојбата можам да се пофалам дека е стабилна во моментот. Во зимскиот период и ние имавме мали проблеми, меѓутоа склучивме договор за третман на кучињата, соодветен третман со ветеринарна станица. Во овој момент сме добри. Немаме некои големи проблеми со кучињата скитници, како тоа што го имаат во Битола. Са Битола можеме да речеме дека е поголема средина и таму се малце покомплексни проблемите, меѓутоа ние овој проблем го надминавме за среќа. И се надевам дека ќе немаме проблеми. И како за крај, а пред да почнеме со разговорот, видовме веќе жетвата на јачменот во овчеполието е почната, жетвата на пченицата се очекува да започне. Во Новаци официјално се очекува да започне, веројатно некаде веќе и се жнее. Некаде да, и се жнее, и како што видовме од прилогот, незадоволството кај земјоделците е големо. Оваа година се најавуваат многу ниски откупни цени на житните култури. Веќе јачменот е најавена цената и како што видовме во прилогот по 9 денари, тоа е крајно нерентабилно за земјоделците и ќе биде голем проблем. Имајќи предвид што сме ние најголемата житница во Македонија, како што споменав и најголем дел од нашите земјоделци се занимаваат со производство на житните култури, во тек ќе биде производство жетвата на пченицата. Како што слушаме од најавите, исто така и пченицата, цената ќе биде многу ниска и неисплатлива за производство. Државата ќе треба тука да направи
големи чекори за да може да ги стимулира земјоделците за да од година го продолжат производството на пшеница. Ако ова вака продолжи, од наредна година може да се соочиме со проблем да не можеме да го произведиме лебното жито. Што би било катастрофално. Што би било катастрофално за една држава. Организирате фестивал. Во рамките на тоа, на жетвата, и активностите наши, и животот на луѓето, од кога сум градоначалник, прва година лани го организиравме првиот фестивал на жетвата, така го нарековме. Ова година го спремаме повторно. Тоа е во периодот околу Петровденските празници, во склоп на манастирот Рождество на Пресвета Богородица, тоа е во близина на Новаци, по течението на река Црна, едно прекрасно рамничарско подрачје, каде што е најплодната почва. Имаме, тоа ќе биде еден вид на мини саем, во кој што ќе има презентација сите чинители во земјоделското производство, оние кои што се занимаваат со продажба на земјоделска механизација, со продажба на пестициди, семенски материјал, значи се она што го чини земјоделското производство. Од оваа година ќе имаме и уште еден настан повеќе, тоа ќе ги поканив и винариите во државата да ги изложат своите производи и се надевам тоа да биде еден вид на мини саем кој во вечерните часови ќе имаме забавен дел кој што ќе почне за најмладите, па за средната популација и на крајот ќе имаме неколку музички звезди за во тоа ќе биде настан, така го организиравме и ланска година и оваа година ќе трае два дена, два вечери. Јас се надевам дека атмосферата ќе биде преубава, дека ќе имате многу гости и дека и овој фестивал на жетвата ќе прерасне во традиција. Се надевам и таму и беше идејата да прерасне во иднина во традиција. Јас додека сум градоначалник во овие 4 години ќе го организирам тоа, се надевам во иднина сите тие кои што ќе наследат дека ќе биде тоа како традиција, ќе прерасне во еден мини саем и можеби поголем саем. Сите добри идеи треба да продолжат да се реализираат без разлика кој ги спроведува. Мене ми беше многу драго што бевте денес гостин во нашата емисија. Ви благодарам за разговорот. Можеме да зборуваме уште многу. Оти кај вас се наоѓа и реков го спомнав Мариово, кај вас се наоѓа и така наречениот филмски мост во Зович, кој што е прекрасен да го гледате на слики, Арнамадур да дојдете до него. Имаме богата историја и културно наследство, значи можеме да зборуваме за Новаци. Ќе зборуваме во некоја следна прилика, ви ветувам. Секако, ви благодарам на поканата. Ви благодарам и јас за тоа што бевте денеска гостин во нашата емисија.